Меѓу малкуте избрани од многуте повикани со својата побожност и скромност, Лидија го красела родот свој. Потекнувала од градот Тиатир, за кој е запишено дека бил македонска колонија во малоазиската провинција Лидија. Подоцна е омажена во градот Филипи. Овој град бил престолнина на благородничките семејства, град на војни ветерани и бујна вегетација. Продавала порфир, раскошна ткаенина во црвена боја, омилена во високите кругови на богатите европејки. По смртта на незиниот маж, кој во преданието речиси воопшто не се споменува, Лидија станува господарка на домот и имотот. Со доблесна жена христијанка, живеела со страв Божи и почит кон него. Нези го отвори Бог срцето и таа послуша на зборовите на светиот апостол Павле и се крсти таа и целиот незин дом. Значи, што ја потикна во незе? Ја потикнале токму овие работи. Доста е со оваа формалност, доста е со овие стихини работи, кога моето срце и мојот ум се заплеткани во мрак и немам слобода на одлучување и донесување на одлуки според својата собствена волја, но според она што се наметнува преку тие обредни активности. А светиот апостол Павле и го предочува Христос, кој што буквално не извлекува во тој мрак, ни подарува слобода. Она не се расфрла со незиниот раскош, со незиниот порфир, со тоа што ги бојадисуваат каенините во местото каде што живее, каде што е место на богоугодници, на благородници, на луѓе со многу пари, на ветерани, луѓе кои што и тоа како можат да купат. Ние од тука предпоставуваме дека Лидија македонката не само што е авторитетна жена, не само што е влијателна жена, не само што е, би рекла, умница над умните, што е богобојазлива, жена која до доаѓањето на евангелистите не можеме да кажеме дека била верник и дека знаела за христијанството. Напротив, до мигот она е само жена која има порфир, која бојадисуваат каенини, жена која е влијателна на местото на живење. Значи, избрана е, не случајно. Предпоставуваме по она што е напишано дека се работи за убост некаква, и внатрешна, и надворешна. Зошто го велам тоа? Затоа што ако се сеќаваме во Стариот Завет, Христос вели: ќе одите во секое место, на секој простор, ќе го проповедате Евангелието, но ќе влезете во оној дом што е еднаков на вас, подобен за вас. Оние први христијани, тие робувајќи претходно на идолите, живееле во мрак, во незадоволување на своите битејни потреби, незадоволување на своето срце, на својот ум. Живееле стихи и онака како што векови на нас се живеело, но ја чувствувале големата празнина на она што се нарекува потреба на човековото битие. Основната потреба на човековото битие е слободата, самовласноста, слободна волја. Сите тие нешта, кога човек ќе се стави во суеверието, ги губи. А овие пред Христа луѓе ги имале изгубено и трагале по нив. Павле повикан во Македонија. Штом ги преминаа Фригија и Галатискиот крај, ним им беше допуштено од Светиот Дух да го проповедаат Словото во Азија. А кога дојдоа во Мизија, се обидоа да отидат во Витинија, но Духот не ги пушти. И кога ја напуштија Мизија, тие слегоа во Троада. Преку ноќта имаше Павле видение. Стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: премини во Македонија
и помогни ни. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме Евангелието. И сега нас не интересира како се почнало. Значи, почнало на Балканот, на почвата на Европа со Свети Павле, апостолот Павле, кој што имал видение. Он имал 7 виденија. Значи, овој човек кој што, да речам, е роден во градот, малоазискиот град Тирс, и кој што бил огорчен противник на христијаните, доживел видение на патот кон Дамаск на Исус Христос. И се преобратил и одеднаш настанал еден прв поборник, значи и на христијанството. И во еден момент имал, тоа е од 7 виденија, првото видение на еден човек македонец, кој што е познато, нели? Му се прикажал и му го повикал, го поканил да дојде во Македонија. Зошто е тоа видение толку, како би рекла, едно капитално, од капитално значење во Библијата, не само за Библијата која е некаде околу 1.865 луѓе ја читаат во мигот ни светот. Тоа е од врховно значење за Македонија, затоа што во тој миг се вели дека он е нужен да дојде во Македонија за да го проповеда Евангелието. Свети Павле дошол во градот Филипи. Тоа е оној град што го создал, значи, што го оформил македонскиот крал Филип II македонски, и тука почнал да се обраќа на луѓето, да проповеда. Еден ден во, како што е запишано во сабота, издегол до една блиска река до градот и тука видел жени кои побожно се молеле. Зошто токму Христос преку апостол Павле, преку оној кој ја проповеда љубовта, ја наоѓа токму Лидија Македонката од Филипи, жена која малку знаеме во историјата од Библијата, но знаеме дека е вдовица, дека е останата без маж, но дека во еден пасус евангелистот Лука вели дека Лидија Македонката е жена која, цитирам, буквално не принуди да влеземе во нејзиниот дом. Првите христијани, како и света Лидија, значи оние луѓе кои што живееле во тие традиции на идолопоклонството, живееле стихино, сите се собираат и јас се собирам. Но ете, токму света Лидија, првата христијанка на на европско тло, била на еден таков обред покрај реката, како што стои во дел апостолски, было запишано, и таму свети апостол Павле отишол. Чи пазете, многу битен е тој настан. Свети апостол Павле не се тргал од тие места каде што се собираат луѓе, туку напротив таму одел, таму да сведочи. И вели Господ и го отвори срцето на една жена по име Лидија. Света Лидија живеела по Божиот закон и почитувајќи го кажаното од него, преку гостопримство ја потврдила христијанската добродетел. И така, верувањето во Филипи станало празник на градот, првенец и неговата сожителка. Со доблест на ревност во верата и женската упорност, Лидија била богата, но богобојазлива. Велат, здравот Божји не заштитува од нашата грешност. Вистина е дека, ако го љубиме Бога, го напуштаме гревот, бидејќи сето гревно само ни го зголемува јазот. Со секој нов најмал престап се оддалечуваме од изворот и колку сме подалеку, толку потешко ќе се вратиме или толку подолг ќе ни биде патот за назад. Света Лидија, кога слушнала за вистинската вера, се покаја и покрсти. Го подари својот дом, ја расшири Христовата проповед, посеа семе и ни раскажа за неговиот плод. Ни покажа дека богатството во честност не е грев, ами милост Божја, но и ни заповеда со своето дело да деното да не го даваме, своето да е наше, туѓото да ни е мило. Света Лидија не поучи колку бескрајно може да биде нашата мисија, од каде да се почне и како да се чекори.
Света Лидија е камен темелник на црквата во Филипи. Таа е првата личност која што била покрстена од страна на апостол Павле на европско тло и затоа се прославува како првата европјанка христијанка. Таа била богата и побожна жена, омажена во градот Филипи, а по потекло од малоазиската провинција градот Тиатир, кој што сепак бил македонска колонија. Лидија била продавачка на порфир, скапоцени ткаенини кои што се произведувале во Азија, а европјаните ги користеле како своја скапоцена облека. Градот Тиатир бил прочуен по поедисувањето на ткаенините со природната црвена боја на порфирот. Лидија тргувала со порфирот, кој што бил употребуван за благородничките облеки. Незиниот сопруг не се споменува, така што се смета дека е вдовица. Исто така се смета дека Лидија била прозелитка, но сепак таа го почитувала Бога, па затоа потоа го напушта многобоштвото и таа самата се покрстува. Преку крштевањето ние сушност се ослободуваме од тоа несакано наследство и се причисуваме кон блаженото наследство кое што Христос ни го даде преку својата жртва на крстот, љубовна жртва на крстот за спасение род човечки. И како резултат пак на тоа, здобивајќи се со крштевањето и со тоа соносејќи го крстот Христос, значи онај кој што сака да ме последува, вели Христос, нека го земе крстот свој и нека врви по мен. Ние веќе сме последователи на Христа со тоа што ќе го земе нашиот крст. Што е крстот? Страдание во овој свет, бидејќи кнезот на овој свет делува на нас на разни начини. А ние пак преку носењето на крстот се извлекуваме од тој начин на влијание на кнезот на овој свет на нас. Значи, тој ни приредува на страдание, но ние гледаме кон она што е на крајот од тоа носење на крстот, а тоа е вечната радост на воскресение. По крштевањето света Лидија побарала од апостолите да ја препознаат како верна во Господа, што и сториле, знаејќи ја незината вера, скромност и благочестивост. Света Лидија била гостопримлива, па ги понудила светите апостоли да живеат во незиниот дом. Свети апостол Лука ќе посведочи за тоа. Оно што е најмудро од нејзина страна, што го повторно велам го црпиме од Стариот Завет е следното. Не останува сама во крштението. Она е достатно доволно мудра да ги крштева и своите блиски. Па затоа евангелистот Лука во еден момент ќе каже се крштеваше себе си, но ги крштеваше и ближните своји. По заминувањето на апостол Павле со придружниците, се предпоставува дека апостол Лука останал да живее во куќата на Лидија. Куќата станала првиот христијански храм во Европа, по примерот на куќата на Марија, мајката на евангелистот Марко во Ерусалим. Лидија е првата жена христијанка во првата христијанска црква во Европа, црквата во Филипи, Македонија. Апостол Павле единствено од оваа црква примил дарови за своето мисионерско дејство, бидејќи знаел дека тие биле дадени од срце, полни со љубов. Оваа црква станува пример за формирањето на други цркви во Македонија и во Елада. Се смета дека Лидија е основоположник и на црквата во Тиатир, која е една од 7 цркви во Азија, за кои што зборува Свети Јован во Откровението. 11 години по заминувањето од Филипи, пред крајот на првото заточеништво во Рим, 63-64 година, апостол Павле пишува послание до филипјаните со многу љубов и лични спомени. Бог ми е сведок колку многу ве сакам сите вас со љубовта на Исуса Христа. И така, браќа мои возлюбени и многу пожелани, радост моја и венец, стоите тврдо во Господа, возлюбени. Градот Филипи е познат по двојна слава од својот патрон, македонскиот цар Филип II и Лидија Македонката прво покрстената христијанка. Во Македонија нема нови градови,
А сепак во тие најстарите може да се најдат уште постари градби, кои што имаат и тврдини и светилишта на предците. Само да се подсетиме на Теба, Тир, Олинт и уште многу други, кои што Александар и Филип ги покориле до темели. Тебанците настрадале затоа што не му дозволиле на Александар да помине низ градот до Кадмеја, каде што Филип имал оставено гарнизон. Таму македонците ги принесувале своите жртви кон своите богови како Зевс, Аполон и уште многу други. Ако им бил дозволен премин, тоа значило враќање на посет и старо владење. Ако пак преминот не им бил дозволен, тоа значило дека натрпниците треба да се избркаат кои што од македонските територии правеле градови држави. Филип II го изградил градот Филипи во 356 година пред нашата ера. И тој 2370 години го носи истото име. Исто како што и македонците, покрај сите формации сепак си останаа македонци. Градот Филипи ги има сите карактеристики на древните македонски градови. Акрополата е на врвот, на стените на старата Кренида, од каде што македонскиот гарнизон го наблюдувал и обезбедувал движењето на фалангата. Постојат урнатини што ја покажуваат комплексноста на градот со театар, музеум, библиотека, форум, терми, октогон или ротонда, светилишта на Тиха, Аполон, Артемида. Во тоа време светилиштата на македонската божица Тиха ги има во Стибера, Дион, Хераклеја и не се знае зошто нив ги нарекуваат Немеза или Кибела, а се знае дека македонците патувале во Азија и ја оставале македонската култура. Филипи со многу школи за уметници, лекари, научници од секаков вид, бил центар на културни и воени жаришта. За тоа ни оставила траги археологијата и пишувања од Апијан, Страбон, историчари и филозофи. Филипи бил и останал со столетија во ранг на Амфипол. Во тој период Филипи е крстосница и град во кој ќе помине и Александар Македонски и ако добро се сеќавам во една од книгите Библијата за Македонија и македонците по Патанасов академикот укажува на една реченица која ние сега исто така можеме во контекст на Лидија Македонката да ја толкуваме, а таа е следна. Зошто токму се споменува неколку пати, 7 или 8 пати зборот Македонија и Лидија Македонката, особено со доаѓањето на апостол Павле, од две причини. Во тој период се смета дека најхрабар и најсилен народ се токму римјаните. Му треба на апостол Павле да го шири христијанството не преку било каков народ. Народ, ќе каже, еднаков на силата на римјаните. Се мисли на македонскиот народ во тој период. Градовите Филипи, Амфипол, Кавала, Драма представуваат цврсти стапала кон успехот што го афирмира Филип II како голем стратег кој ќе ја доведе Македонија до најголема светска слава. Некои простори се извор на постојани воени судири. Таков беше и градот Филипи. Се знае дека Александар од Сарт, Персипол, со брза врска поминувал од Ефес до Амфиполи и Пела. По истиот пат, Антипатар секоја година испраќал 10.000 регрути за фалангата. По истиот пат се враќала фалангата во Македонија, а македонската коњица ги пренесе Роксана и синот Александар IV во Пела. По истите тие патишта ќе се движат и апостолите со покрстувањето во Филипи, Антиохија, Александрија и Солун. Јас имав среќа минатата година да го видам Филипи. Тоа е едно, навистина, едно централно позиционирано место во кое ги гледате остатоците од градот и ја гледате токму остатоците од првата црква. Значи, таа е се уште раскрсница на христијанството, кое сега се наоѓа нели во соседна Грција, но од таму гледате дека и тоа како тогашната територија на Македонија била одлично епицентрално подрачје за да дојде тука апостол Павле и под предпоставка на сите научници кои особено ја толкуваат Библијата дека можна
е сосема валиден податокот дека Стариот Завет се пишува токму во Македонија, во тој простор. Филипи, градот на Филипа и сите други градови во Македонија си останаа на исто ниво. Театрите, музеите, гимназиите, талентираните групи од сите уметности и медицината обстануваа и се развиваа. Бурни спротивставувања се случуваа во Египет, Сирија, до Ерменија и други земји. По Христовото распетие прогонот се засили. Сите христијани беа на удар, најмногу апостолите. Из целиот оној први, втори и трети век христијанството било забрането. Знаеме од информациите, нели, од историските податоци, нели, од Библијата, колку му било тешко на Павле, како на крај бил екзекутиран, тоа биле маченици. Значи, во тој период, први, втори, трети век, Римското царство, значи, вршело страшни прогони, значи, екзекуции на христијаните, и тоа каде се случувало? Било јавно, значи, тоа било во арените и во оркестрите на театрите. Христијанството непризнаено, а прогонувано, беше заштитено дури со едиктот во Никеја во почетокот на 4 век по Христа. Пред тоа покрстувањето беше се почеста појава. Се покрстуваа цели фамилии, градови, држави. Лидија од Филипи сама го прифати христијанството и со тоа придонесе да се шири по цела Европа. Односот на Христос кон жените наполно се разликува од односот на јудејците спрема жената. Христос не прави разлика меѓу израелки и тугинки, ниту пак смета дека не е достојна за да се разговара со неа по верски прашања. Тој оддава признание на жената тугинка, на незината интелигенција и способност, како и на незината силна вера. Во Евангелието на Матеј разработена е идејата на рамноправноста на жената и мажот во бракот. Во Стариот Завет постои моногамност само за жената, додека мажот покрај главната жена можел да има и други жени, и повеќе конкубини и робинки. Во Новиот Завет Христос го поставил прашањето за рамноправноста меѓу мажот и жената и за еднаквите обврски во бракот. Пред се, разводот Христос го сметал за грев. Во повеќето случаи, виновник за разводот бил мажот, бидејќи тој можел со еднострано разводно писмо да се разведе од жената. Христос ваквиот став на мажот жестоко го осудувал, бидејќи сметал дека тоа е голема неправда која и се нанесува на жената. Тој ја истакнува мислата дека разводот не е природна појава, туку е појава која доаѓа од жестокоста и нечувствителноста на мажите кон жените. Интересно е исто така дека тој истакнува мислата дека разводот со разводно писмо не е по волјата на Бога, бидејќи вели, во почетокот не беше така. 19:39. Христос ја истакнува забраната за полови односи надвор од бракот, и тоа не само за жената, туку и за мажот, кој представува неподнослива обврска за него во тоа време. Затоа и неговите ученици велат дека можеби е најпаметно да не се женат, бидејќи лесно може да се огрешат, земајќи ја во предвид практиката на јудејското општество во тоа време. Слободата и мирот кој што Господ ни ги дава, треба во овој свет да се заработат преку практика, преку наш личен одговор на призивот Божи. И во сите тие нешта ние сме рамноправни. Тука нема разлика. Маж, жена, роб, слободен, националност и така натаму. Тоа е избришано. Нема богати, сиромашни, ништо тоа не постои. Значи, не постојат правилата во овој свет. Постојат некои нови правила. Основната работа на тие правила е љуби го ближниот свој. И прави добро на оние кои што те мразат. И сакај ги непријателите своји. Значи, сосема нешто спротив. Кога Исус ја запира Самаријанката и во еден миг ја замолува да му подаде вода. Внимавајте, во Библијата е крајно забрането да се побара вода и леп од непознат човек. Има и оправдание зашто е тоа.
Така, затоа што се смета дека можете да тропнете на портата онаму каде да проверите дали ќе ви даде некој, но најчесто тропаме да побараме вода и лепот од најблиските. Но тука Исус Христос ја прави и првата себе проверка, но и проверката кон непознаничката самарјанка, која исто така сиромашна. И во еден миг она му вели: ве молам да ја оздравите мојата ќерка. Он вели дека Исус ја одговара дека е тука за да ги однесе, да ги внесе всушност израелците на правиот пат, а она му одговара: зарем кучињата не ги јадат трошките кои газдите ќе ги направат од масата. Тогаш всушност неговото вчудоневидување на одговорот на непознаничката, а при тоа која бара да ја излечи незината ќерка, он тоа го прави, е еднакво на оној дискурс кој ние го имаме со станувањето на Лазар, тргнувањето на големиот камен, неговото тело завиено со завои. Тоа е една брилјантна сцена која ние во сите филмови посветени на Исус Христос ги гледаме со едно зачудување, особено на таа сцена. Зошто? Затоа што има многу моќ. Буквално од станувањето на Лазар, која ќе му рече: стани, Лазаре, всушност ние одгатнуваме дека ќе се случи понатаму воскреснувањето на Исус Христос. Не е неговото покажување дека он може од мртвите да стане. Всушност го прави тоа за некој што е близок да вербата стане појака и посилна кон евангелието, односно кон христијанството. Христос ги кажува следните зборови: Бог е дух и тие кои му се поклонуваат треба да му се поклонуваат со дух и со вистина. Сето тоа го покажува сосема новиот став на Христос према жената во однос на Стариот Завет. Тој смета дека жената е сосема способна да ја свати суштината на верата и да биде негов ученик. Исто во истакнато и во приказната за Марта и Марија. Тоа се сестрите на Лазар, кој бил пријател на Христос и кој Христос го воскреснува. Во една прилика Христос доаѓа во домот на Лазар и ги запознава двете негови сестри. Марија се занимава со домашната работа, додека Марта веднаш седнува покрај нозете на Христос и почнува да ги слуша неговите зборови. Марија во тој момент ја прекорува сестра и дека треба да ја помогне и му вели на Христос исто така да ја прекори. Христос меѓутоа и се врти на Марија и вели дека сестра ѝ врши многу поважни работи, бидејќи ги слуша неговите зборови и ја разбира суштината на неговото учење. Ставот на Христос е дека жената е исто така собеседник, кој треба да биде подучуван, кој има право на сопствено знаење и на сопствено уверување. Овој став понатаму го афирмира новиот однос на христијанството кон жената. Колку и да е сиромашно евангелието со податоци за односот на Христос кон жената, сепак не може а да не се заклучи дека во Новиот Завет е направена револуционерна преобразба во однос на жената во споредба со Стариот Завет. Првиот миг кога ние обзнануваме каков е односот на Христос кон жените е мигот кога он им вели нека го спуштат каменот оние кои не направиле грев. Кога тргнува толпата на би рекла не се фарисеи, но тоа се луѓе неподобни кои не ги сакаат вдовиците, кои не ги сакаат блудниците и тргнуваат да ја каменуваат Марија Магдалена. Сушност, првиот контакт на Исус и неговиот однос кон жените го имаме токму во мигот кога вели спуштете ги камењата или нека се најде еден кој не направил грев. И сега оттаму можеме да отвориме една нова енигма каков е односот на Исус Христос кон жените, односно да го разгледаме заедно според Евангелијата на Марко, на Јован, на Матеј. Прв пат во историјата на човештвото жената се третира како човек, а не само како утроба за раѓање, односно како инструмент за продуцирање на човечка работна сила. За прв пат се покажува во практиката дека жената е создадена од Бога да биде соработник и другар на мажот, затоа што не е добро човекот да биде сам. За прв пат се поставува прашањето за интелектуалната моќ на жената да го свати и разбере Христовото учење. Значењето на учеството на жената во духовните сфери на Христовото учење и афирмацијата на овој факт
покрај секојдневната работа на жената како мајка и домакинка, јасно го покажува значењето на развојот на интелектуалните и духовните способности на жената. Карактеристично за тоа време е тоа што на жената не била важна надворешната убавина, туку секогаш се гледала незината душа, незината добрина, како што била Света Лидија, и затоа тие биле покриени со наметки, кои што наметки им го криеле убавиот дел од телото, рацете, нозете, дел од лицето, градите. И секогаш, значи, требало да се види, луѓето ја гледале убавината од внатре на жената. За разлика од старозаветните сваќања, Христос не ја смета жената за нечисто суштество, дури и кога има крвоизлив стар 12 години. Односот на Христос кон брачното неверство, како и кон едностраниот развод од страна на мажот, представува извонреден прогрес во однос на старозаветните сваќања. Во тој однос, Христос ги удира темелите на рамноправноста во бракот, не со тоа што дава исти права на жената какви што ги има и мажот, туку со тоа што одредува исти задолженија на мажот, укинувајќи ја на тој начин дискриминацијата кон жената. Многу пати кога ја читате Библијата ќе го видите односот на Христос кон домот и кон семејството. Значи, постои едно разводно писмо, за кое за жал ние го гледаме неговиот став кон бракот и кон семејството. Или во крштевањето и до ден денеска велиме да бидеме заедно до смртта. Тоа го влечеме токму од неговите зборови. Разводното писмо е само миг во кој мажот може да се одвои за жената, но он тоа и не го сака, напротив. Исус Христос и го негира, вели дека столбот на фамилијата е всушност во големото заедништво, во сплотувањата на телата еден во друг. Но точно мудро знае дека оној кој што ќе го проповеда христијанството и кој што буквално ќе ги внесува во верата е жената. Лидија своето верување во Христа Спасителот го запечатила со нејзиното крштевање во троедниот Бог. Таа веднаш штом го примила христијанството, посакала и своите блиски да ги приведе кон Христа, како што запишал евангелистот Лука. Се покрсти таа и нејзините домакини. Лидија била богата жена, а се украсувала со скромност. Блажени Теофилакт ја истакнува нејзината вера и богобојазливост. Тој вели дека љубомудрата жена уште во почетокот сама посведочила дека неа Бог ја повикал. И таа побарала потврда од апостолите за нејзината христоприпадност, кога рекла: ако сте ме признале за верна на Господа. Ништо не можело да биде поубедливо од овие зборови кои тругнуваат и бликаат со љубов и гостопримство. Гостопримството е христијанска добродетел, која се истакнува и во Библијата и од светите оци. Впечатливо е и тоа што гостопримливата Лидија не само што ги поканила своите гости и благовесни патници, според примерот на гостопримството од праотецот Авраат кај Дабот Мамре, туку таа и ги понудила да живеат во нејзиниот дом. Накратко, свети апостол Лука ја опишува со зборовите и не принуди. Тоа ни отвара нови неколку страници за Лидија Македонката. Прво, најнапред дека таа била погодна за да може да влезат евангелистите, особено говорам сега за евангелистот Лука, кој подоцна ќе каже во Библијата таа не принуди. Значи, ако пак се навратиме наназад, жена која бојадисуваат кај нини, која предпоставуваме дека и не била сиромашна, туку дека била имотна за тоа време. Но најважно од се е, она што го црпиме од Библијата, особено и по Мате, и по Лука, и по Марко, е следното. Дека таа не само што се крштева себе си, која буквално влијанието од влезот на евангелистите во низиниот дом и низиниот дом од тогаш натаму е првата црква и црквата на благата вест. Внимавајте, значи имаме паралелизам, не само прва црква во Европа, туку и црква на благата вест. Од таму натаму се шират црквите на Исус Христос низ Европа,
Па оттаму зачетокот го гледаме ширењето на црквите низ Азија. Таа силно настојувала во исполнување на својата богоугодна желба и тие ја удостоиле со достојна евангелска љубов и благослов. Изразите и непринуди можат да значат дека тие отпрвин ја одбиле, не сакајки никому да бидат на товар. Но потоа, со своите зборови и аргументи, таа ги принудила да престојуваат во нејзиниот дом. Лидија, како да им велела, ако сум навистина прифатена за христијанка, тогаш доверете ми ги и тајните на христијанството, а јас ќе ви бидам помошник во апостолството, во благовестието. Лидија е пример за успешна куќна семејна мисија во раното христијанство. Токму затоа се покрстила не само таа, туку и нејзините домакини. Крштението пак било од особено значење во теологијата на апостол Павле и мисионерството. Лидија конкретно покажала колку е значена улогата на жената христијанка во христијанска Европа, и тоа како мајка, сопруга, сестра и подкрепа во се во христијанскиот дом. Жената христијанка има свештена мисија во животот, бидејќи таа е со нежно срце и затоа е повеќе склона кон религиозните доживувања отколку мажот, како и повеќе пожртвувана и се предана кон службата во делото Божјо. Мајката христијанка прва го сее словото на Евангелието, верата и побожноста во душата на децата. Таа е ревносен педагог во верата, која за рака го води детето во црквата на богослужба и е предан соработник во делото Божјо. Има најразлични сведоштва дека жените во Македонија имале улога на водачи во општеството, дури и пред Христа, во времето на Александар Македонски. Токму затоа новата улога на Лидија не била изненадување за новата христијанска заедница во Филипи. Таа станала центар на сиот христијански црковен живот во Филипи. Нејзината куќа била првиот христијански храм во Европа, каде што се собирале сите христијани, по примерот на куќата на Марија, мајката на апостолот Марко во Ерусалим. И на тој начин Лидија станала првата христијанка жена лидер во првата христијанска црква во Европа, црквата во Филипи, Македонија. Откако апостолите престојувале во нејзиниот дом, а особено по заминувањето на свети апостол Павле од Филипи, веројатно во домот на Лидија останал и понатаму да живее светиот апостол и евангелист Лука. Тогаш куќата на Лидија постанала првата христијанска црква во Филипи, која била прв храм во Македонија и во Европа. Со тоа, Лидија овозможила добар раст и расцвет на црквата, која за апостол Павле постанала најдрага црква, прва љубов во Европа и негова радост и венец. Апостол Павле единствено од оваа црква примил дарови за своето мисионерско делување, бидејќи знаел дека тие биле дадени од срца полни со љубов, а Лидија била најголемиот дарител, предводник и собирач на даренијата. Оваа жена, првохристијанка во Европа, била почитувана личност и со голем авторитет пред нејзините сограѓани, за да може да ги придобие и другите, па и тие да го прифатат христијанството и да се согласат нејзиниот дом да постане дом за молитва. Луѓето од Филипи, ако немале љубов кон неа и ако не ја сакале Лидија, како што и таа ги сакала нив, тие немало да одат во нејзината куќа на молитва кон Бога. Лидија Македонката е прототипна жена, која сега можеме да ја правиме со паралелата на секоја современа жена во овој век, која е одговорна и да го прифати наравоучението од неа дека ние како жени сме одговорни за верата, за љубовта, за проповедта на христијанството, за вистината и за се она што е морален код во домот, во семејството и особено кон поуката на нашите рожби, на нашите деца. Свети Јован Богослов кажува во неговото послание дека Лидија Македонката е првата жена која е стожер
и соградител на првата црква на Филипи, на театар, но таа е урнек на жена на се понатаму што ќе го прави и Злата Мегленска, и Параскева, и многу други жени кои понатаму ќе ги среќаваме во христијанството како свештенички или пак како маченички. Но дозволете, ако смеам да направам паралела на жена која што е и помалку интимно еден војсководец одвнатре, би направила паралела дека сме и бескрено благодарни што ја направи првата црква во Европа. Преку неа, преку нејзиното крштење, се крштевавме сите, ние ја узнавме верата и особено што можам да направам паралела дека таа е еднаква, буквално еднаква на силата и моќта на Олимпијада, на Роксана и на многу други, и на Клеопатра, на многу други жени во историјата кои оставиле удар во симетријата на светот. Сите ние, христијани, да имаме власт дадена ни од Бога. Што е власта? Тоа што е достоинство на човекот. Она е само власност, она слободна волја и она слободно расудување, кој што Господ ни го даде на самиот почеток. Значи на Адам. Адам беше создаден како таков. А Христос пак ни покажува како треба да биде човекот ослободен од гревот. Значи затоа викаме оне издигнување на паднатиот Адам. Враќање на првиот образ на човекот, кој што е по образ Божи. Сега ние како христијани всушност преку крштевањето се наоружуваме со сите тие нешта кои што Христос за нас ги обезбеди, а ние треба да ги практикуваме. Практикувајќи ги, покажуваме голема сила.